Поранешната пратеничка Силвана Бонева ќе заврши на суд за измама со патните трошоци. Скопското основно јавно обвинителство поднесе обвинение против неа, по кое ја обвинува дека со измама зела над 100.000 евра за патарини. Станува збор за предметот во јавноста познат како друмарина, за кој истражната постапка ја водеше СЈО. Обвинетата во периодот од 1.1.2011 до 16.12.2015 година како службено лице пратеник со намера за себе да прибави противправна имотна корист до службите во собранието поднесувала лажни фискални сметки од патарини, како да остварила 904 патувања заради присуство на седници во наведениот период, со што го довела во заблуда овластеното лице во собранието да изврши незаконита исплата на средства за патни трошоци во значителен вкупен износ од околу 100.000 евра. Од обвинителството тврдат дека обвинетата имала сместување станови во Скопје и не патувала за присуство на секоја седница на собранието, а лажните фискални сметки биле обезбедени од други лица кои патувале. Потоа обвинетата овие фискални сметки ги приложувала кон налозите за службени патувања. Обвинението оди на оцена во основниот кривичен суд и ако помине ќе се закаже судење. За ова кривично дело е предвидена затворска казна. Пресметките за патните трошоци се прават според цената на горивото, километрите и оддалеченоста на местото на живење, и нив ги прави автоматска програма во законодавниот дом. Пратениците добиваа по 30% од изминат километар од продажната цена, но по реакциите во јавноста тоа беше намалено на 20%. Со законските измени се добие можност пратениците од натрешноста, наместо да патуваат, да добијат стан под кирија до 400 евра и платени сметки до 100 евра. Но оваа опција од 2018 година кога беше воведена, ја искористиле само 16 пратеници. За 3 години пратениците од последниот парламентарен состав земале и до 47.000 евра по овој основ. Купно за патни трошоци на пратениците се потрошени 1.496.000 евра.